Толку од конструктивноста на ВМРО ДПМНЕ. Вчера слушнавме дека понатаму ќе работат конструктивно во однос на општина Центар, дека ќе работат во интерес на граѓаните. Веќе на следната народна точка на дневниот ред, откако тука, на ова исто место, дадоа таа изјава, видовме дека нема ништо од конструктивноста, уште помалку има работа во интерес на граѓаните. Се случи нешто што мислам дека нема таков пример не во Македонија, не во Европа, туку во светот, да советници од општина што ја представуваат гласат против тоа да општината стана конечно сопственик на сопственото земјиште. Тоа значи дека ние овде немаме представници на граѓаните од страна на партијата која што е на ниво на Република Македонија на власт овде во опозиција, туку имаме владина делегација која што не ги брани интересите на граѓаните во општина Центар, туку ги брани интересите на владата на Република Македонија. Таков пример нема никаде, но има кај нас во Скопје, во Центар, бидејќи за жал и понатаму, поради тоа што советниците на ВМРО ДПМНЕ не ја изгласа одлука, останува и понатаму општина Центар да биде единствената општина во Скопје каде што немаме право и понатаму да го уредуваме сопственото градежно земјиште. Зошто е тоа така? За да може и понатаму да ни се случуваат шпански скали, за да може и понатаму владата да одлучува што ќе продаде од најатрактивното градежно земјиште, потоа што е многу битно кому ќе му го продаде и што е најбитно за колку ќе го продаде она што нас ни припаѓа како општина Центар. Сакам да напоменам дека ние тука нема да застанеме и како советници, и како градоначалник на општина Центар, докај ќе се бориме, прво да си го добиеме она што го заработивме на избори во општина Центар, а тоа е си го добиеме мнозинството, и понатаму тоа мнозинство ни треба за да си ги добиеме ингеренциите околу конечно уредувањето на нашето земјиште, пак ќе кажам, после толку години да биде на располагање на општина Центар или во превод граѓаните на општина Центар да одлучуваат што ќе се случи со земјиштето каде што тие живеат. Ја доставите ли вие документацијата до Министерството за транспорт и врски? Најме дека беше во поклука. За да биде документацијата доставена, треба да помине на Советот. Со денешното неизгласување, неподржување од страна на советниците на ВМРО ДПМНЕ, тоа е невозможно. Тоа е направено како што кажав и понатаму да може владата да располага со градежното земјиште во општина Центар. А господине Женовски, дали одлуките што се ги подпишува председавачот на седницата имаат иста важност како и подписот на председателот? Дали тие стануваат валидни и понатака може да се применуваат? Тоа беше прашање вчера поставено од советниците на ВМРО ДПМНЕ, јасно е набележано дека тој кој што го заменува председавачот, тој ги има ингеренциите на председавачот. И тоа е за нас сосем јасно. Ова што денес го отвараме многу сериозно, затоа што граѓаните мора да знаат кој работи во нивен интерес, кој работи против нивен интерес. Јас разбирам дека оние што представуваат партијата што е на власт треба да ги бранат интересите на партијата на власт, но првенствено оние што се избрани како советници или како парламентарци морат да ги бранат интересите на граѓаните кои што дале глас за нив. Ние овде имаме советници кои што не ги бранат интересите на граѓаните, туку ги бранат интересите на владата.